Доколку имам гледаност, ќе продолжам да снимам, доколку немам гледаност, нема да продолжам да снимам. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Конечно ви снимам ново видео после толку многу долго време. Јас не знам, мислам дека последното видео некаде ми беше во јуни, пред 2 месеци. Тоа беа видеа каде што јас снимав дневни влогови. Како што знаете, ги снимав со телефон, така спонтано ви снимав како, да кажам, без план, без ништо што правам во текот на денот. Тука се спремавме за да одиме на одмор и единствена причина за тоа што не снимав влог на одмор беше тоа што јас бев на стината, бев болна и одморот беше прекрасен, но јас и не го уживав така како што имам замислено. Но јас знам дека многу од вас на мојот канал се заради Германија, заради виза, заради документи. Многу од вас ме следат поради тие видеа што ги снимам за Германија. Јас после одморот баш си зедов една голема пауза и не снимав воопшто и воопшто, да речам, не ни влегував на YouTube, но многу пораки ми стигнуваат повторно во врска со видео кој аплицирал, кога аплицирал, зошто се уште нема одговор, кога ќе добие одговор, како сето тоа функционира. На многу од вас исто така ви одговорив, на многу од вас ви испратив документи, кои документи ви се потребни и слично. Јас морам да се потрудам заради сите вас што ме следите заради Германија, да снимам повеќе видеа, затоа што тие видеа што веќе ги имам на овој канал се малце, да кажам, стари. Има многу нови работи имам јас научено и мислам дека е време за обновување на таквите видеа, така да тоа можете да го очекувате во иднина. Друго нешто што сакам да ви кажам, доколку видите на мојот YouTube канал да немам видеа, да ги имам заклучено или слично, тоа е поради копирајт или така наречен страйк, што јас го добив во претходниот месец, мислам неколку пати. Мислам дека беше 2 пати, не сум сигурна, но сега слушав едно видео каде што српски креатори кои што снимаат редовно за YouTube се случува да добијат исто така страйк. Значи, колку ја што знам, со 3 YouTube страйк ви се гасни каналот, не постоите. Се случува тоа сега многу често, затоа што има некои креатори ве пријавуваат за користење на нивни авторски права, и тоа да било 3 секунди или 4 секунди во вашето видео, и се случува да му бараат пари, во смисла да платат казна од прилика некаде 3000 евра или ќе ги судат. Сега јас имам, сега ќе ви покажам, на мојот Gmail, што ми е поврзан со овој YouTube канал, јас имам околу 4661 порака. Имам 4661 порака, кој што воопшто не ми е отворена, не ми се разгледани, затоа што јас навистина не знам, ама многу ми остануваат така. Имам и некои промоции на кои сум уклучена, така да цело време ми стигнуваат имејли и треба многу прецизно и точно да прегледам дали јас имам некоја таква закана, затоа што до сега немам видено. Но едно што знам сигурно е дека и јас користам српски песни и се случува некои видеа, некои влогови посебно што ми се мене драги, дали од роден ден, дали од патување, јас ставам српска музика која што јас ја слушам и едноставно и да не се монетизира тоа видео, пример да не земам пари од тоа видео, јас сакам таа музика да биде во тоа видео и се нафатив на се. Но како што гледам дека дали ти си заработувала или не од тоа видео, каде што имаш ти музика, може да се случи да дојде до оваков конфликт, што не е нешто многу мало, што во последно време е многу изразено. Гледам и на TikTok и на YouTube, за Instagram не сум сигурна, значи
доколку не поседуваш лиценца и да е слободна музиката, може понатаму да имаш проблеми. Јас имам многу стари видеа на мојот YouTube канал што ми се заклучени, што ги снимав пред години, што нема врска со овој канал што е денес. И ден денес добивам copyright strike, иако ми се направени приватни. Така да морам навистина денес да седнем и да го решам тој проблем, но ова беше само чисто информативно за сите вас, за да имате како да знаете доколку некои видеа фалат од мојот YouTube канал. Така да, во иднина ќе се потрудам навистина користењето на музика да го смалам скроз. Дали ќе ставам voiceover, не знам, но тоа е навистина не е нешто мало да се добие казна за една таква употреба на музика која што е во позадина или слично. Друго нешто што сакав да ви кажам е дека овие неколку месеци, каде што, мислам 2 месеци, каде што не снимав за YouTube, размислував многу. Размислував многу за тоа што јас сум само на YouTube. Јас не сум на TikTok. Instagram имам профил кој порано го користев за друго, сега го користам само за мои лични, како да кажам, за фамилија, за пријатели, но сватив дека тоа не може така да функционира. Јас знам дека сум љубител на долги видеа, но вие сами знаете дека моментално на YouTube многу малку луѓе гледаат и дека може би било подобро доколку снимам кратка форма на видеа, посебно оние информативни видеа што се за Германија, визи, возачки и се слично. Тоа ми е исто така на размислување. Има многу работи во кои се двоумам, затоа што не сум сигурна, но има можност да ми се прекини соработката со YouTube, односно да ме извадат од партнер програмата, затоа што може би оваа година нема да ги достигнам тој број на гледаност како минатата година, не знам. Тоа е многу голем знак прашалник и тоа многу зависи од мене дали ќе продолжам да снимам за YouTube или би се префрлила на некоја друга платформа. Се разбира, јас ќе ве известам, но сепак јас како креатор, доколку излезам од YouTube партнер програмата, навистина не останува ништо за мене да снимам за YouTube. Тоа ми е само да кажам изгубено време, затоа што не сум платена доколку не сум во YouTube програма, така да доколку имам доволно гледаност, може би тоа нема да се случи. За Vlogmas исто така е знак прашалник, што значи дека Vlogmas се случува во декември, а декември е последен месец и одлучувачки месец за мојата YouTube партнер програма. Сега ова што го зборувам може би за вас не е многу јасно, но може би некој знае. Сакам да кажам дека доколку имам гледаност, ќе продолжам да снимам, доколку немам гледаност, нема да продолжам да снимам. Тоа ќе го одлучиме крајот на декември, почеток на јануари. Сепак, како што кажав, доколку се преместам на друга платформа, како што е TikTok, да снимам видеа за Германија, за ваши информации, затоа што тоа е единствена тема што многу луѓе ги интересира, тогаш ќе бидете известени. Или може да се случи да отворам Instagram профил, каде што ќе споделувам едноставно такви информативни работи. Тоа исто ќе ве известам. Со оглед на тоа дека не иди есен, денес сме 2 октомври, за време на снимањето на ова видео, и имам желба и навистина YouTube многу ми недостасува, имам желба да се вратам комплетно, да снимам редовно. Имам неколку видеа снимени што ми се, како да кажам, незавршени, несовршени и не ги објавив, но есен и зима ми се најдобри месеци за снимање YouTube, така ми е се некако во, да речам, баш имам мотивација, баш есен и зима ме потсеќа на креирање нови видеа, на снимање влогови, снимање се што имам ново, се што правам,
Така да се надевам дека ќе има повеќе влогови овие месеци, значи октомври, ноември и декември, што исто така се многу важни за мојот канал. Друго нешто што сакав да ви кажам е доколку имате некои прашања, доколку ве интересира нешто за Германија или општо, слободно можете да ми пишете, пишете ми или во коментар, или доколку ви немам одговорено, можете слободно повторно да ме пишете. Јас сум секогаш тука за вас и навистина се трудам на сите да му одговорам и на сите да најдам некое решение, када чувствувајте се слободно во секој момент да ми пишете. Јас се надевам дека ова видео ви се допадна, мое враќање, така да кажам, на YouTube. Се надевам дека уживавте и се гледам во моето следно видео. Чао!